А ќе побарам да ми се извините. Сметате ли дека господин Джафери треба да ги се извини на службениците Биоцо? Па сигурно сум дека тоа и го направил веќе. Не ги реша, и кажа дека нешто своја одговорност. Како го коментирате тоа? Видете, има комисија за деловнички и имунитетни прашања, каде што ќе се расправа дали е тоа, значи господинот има вина, дали тоа го направил, така да не би излегувала, не би зборела ништо доколку нели во комисијата во која што сум и самата как заменик член не дискутира по тоа прашање. Добро, ама ако ве прашам дали да го осудите таквото однесување, што ми ме говорите? Па да утврдиме, значи, прво што е причината. Еве, јас ќе ви кажам дека председателот на ова собрание, господинот Талат Джафери, реално искрено од службите е еден од најпосакуваните председатели до сега, бидејќи многу се залага за собраниските служби во собранието. Така да тоа сега за сега можам да ви го кажам, а по завршувањето на матичната комисија можам да ви кажам и други податоци. Вашиот колега во се дека е други подобри титул. Па, не би можела да ви одговорам, значи стварно господинот Тито Петковски кога бил председател, јас сум била многу, значи млада, така да не би можела да правам споредба. Само го кажувам она што го говорат службите дека Талат Джафери е еден од подобрите председатели кој што се грижи највеќе за своите вработени. Според вас, која мерка е соодветна да се употреби кон господин Джафери, доколку се утврди, а го слушнавме сите снимката од собрански канал, сепак не е откритен видео, дека тој навистина употреба одсости, безобразни зборови и агресивно. Ви кажав дека не би коментирала ништо се до започнувањето и завршувањето на матичната комисија. Таму сум заменик член, после тоа за сеш она нели треба да има и докази како што ќе се изведе, после тоа слободно ќе бидеме на располагање и ќе разговараме. Прв пат кога ја чуте снимката каде што господин Джафери збори? Па сега како да ви кажам, реално се уште не сум ја ни видела снимката. Не сум ја слушнала, ама не сум ја видела онака убаво снимката. Така да